Ќе почне. Добар ден, криптоентузијасти. Во уште еден подкаст со Никола Давидков, модераторот на Криптовалути Македонија групата. Значи, на ваше барање, нормално популарно барање, ќе пробаме да ги правиме овие подкасти колку што можеме почесто, како што може да видите и сами. Значи, и јас и он имаме своја кариера, така да не се случува многу едноставно да можеме да најдеме време, но поради, како што кажаме, популарно барање од членови на групата, еве неповторно во Крипто Муавети, така се договоривме да се викаат подкастовите. И денес ќе разговараме за две последователни поинтересни теми за кои што би било битно да речем да информираме самата група. А тоа е првата, односно тоа дали ќе добиеме повторно Black Swan евент, по однос на она што моментално го имавме, дали FTX Black Swan евентот е завршен или пак имаме дополнителни каскадни ситуации со Genesis и со Digital Currency Group, како и најпопуларни видови на крипто скемови, затоа што тоа е едно од најбитните работи кои што мислам дека треба групата да ја знае. Затоа и ќе поразговараме за каков тип на скемови може да се најдат, кои се на пример црвените знамиња во однос со тоа како може да препознаете дали нешто е скем или не. И на тој начин, на некој начин барем да пробаме да помогнеме за основно описменување на луѓето кои што влегуваат во групата Криптовалути Македонија, како и на нашиот канал за тоа како да се заштитат самите себе си. Значи, пред да почнеме, јас уште еднаш сакам да напоменам, ова што го ставаме и што постојано го кажуваме е дефиниција по која што треба да се водите во крипто, а тоа е not your keys, not your crypto. Така да секогаш имате тоа во предвид и едно од главните проблеми со кои што за прво ќе разговараме FTX е буквално по дефиниција ова, значи не може по-добро да биде примеров што го имаме од FTX. Значи, not your keys, not your crypto. Имате некои бројчиња таму на нивните екрани, на оној да речем апликација што користите, што наволно они ви ветуваат дека тие се уствари тука, дека ги имате, дека во секој ден може да ги повлечете, но FTX како и многу други претходно е основен пример дека тоа не е така. Така да денеска малку ќе поразговараме генерално за тој феномен и да не ги ставате сите јајца во иста гајба, затоа што може да се случи FTX. Одлично, супер најава, брат. Да ги поздравам сите гледачи на каналот Криптојамиџија. Имаме актуелни теми што би требало и би морало да се покријат конкретно вака за заедницава малце да стекне некои додатни новости, информации и знаења. Ќе биде интересно, останете на каналот и имаме што да кажем. За почеток би сакал чисто некои новости што јас ги стекнав во текот на денот, што не успеав да ги ставам во вчерашното вести видео. Значи прво нешто побитно што сакам да разговараме е баш ќе опрашаме Никола за мислење. Значи прост пример. Да речеме во Македонија, па не само во Македонија, дури и во нивната држава во Америка, да влезеш негде да скршиш стакло и да извадиш не знам еден леп да земеш, така, поради тоа што си гладен. Значи не станува збор за кражба, станува збор за тешка кражба затоа што ти уствари си скршил стакло за да го земеш тој леп и ти веднаш ќе завршиш во затвор без при тоа да те прашаат. Значи после тоа можеби ќе имаш право да се браниш, но никој нема да те праша, ќе те земат, ќе те стават во притвор, па дури после не знам неколку дена, конечно кога ќе дојдеш на ред пред јавен обвинител, ќе имаш право да кажеш што се случило и зошто си го направил тоа. За разлика од тоа кога ќе украдеш 10 билиона, кои што си ги украл поштено од луѓето што ти ги дале како инвестиција, гледаш, значи ќе имаш интервјуа, ќе те викаат на подкастови, ќе ти се јавуваат, нели, новинари за интервју, па ќе отидеш на New York Times, има бук, не знам, некој happening, па он дојде таму даде интервју. Сега го викаат у Конгрес да каже што е ситуација. Значи гледаш која е разликата кога ќе даеш $2 билиона у Демократската партија во Америка како донација и која е разликата кога немаш за јаде и кршиш стакло, зимаш леп и одиш во притвор. Чисто сакам да прашам што мисли нашиот Одлична паралела. Значи можеме да видиме на дело како криминалците и банкстерите ги штитат оваквиве пушави фаци. Значи со склеротичниот дедо исто ти е генијална, како да кажам, генијален епитет за Sleepy Body. Панели. Човекот се поздравува со непостоечки луѓе на сцена, како друго, што друго да кажам, не знам. Мислам дека е одлично објаснување. Јас
би сакал тука чисто да го споделам скринот, само да го најдам видеово FTX Sam Bankman. Кажи ми кога си спремен, нема проблем. Во меѓувреме, ако може јас додека го најдеш, може да направам Значи чисто за оно што го најдов интересна работа, значи од кога почне да истражувам целата оваа ситуација со FTX затоа што е многу опасна, затоа што оно што го велат FTX Contagion, буквално како заразна болест се ширени сите финансиски големи компании. Значи еден од истите е и тоа дека не може да се најде портфолиото на тоа што моментално има во FTX откако нели го покрена оној член од нивното право за банкрот. Проблемот е што моментално има сосема друг управител кој што е назначен да види што може да затекне и да најде од сите овие средства кои што моментално нели Сем Бенкман-Фрид ги должи на нивните инвеститори. И проблемот во целата ситуација е тоа што никаде не може да се најде кој е портфолиото кој што го има моментално, односно што е останато од тие 10 билиони со кои што они моментално си инвестирале и си правеле коцкање. Како и да е, го најдов ова што испадна пред само еден ден, а тоа е моментално може да видите пред моментот на банкрот. Значи овдека на оваа листа која што моментално ви ја покажувам, тоа се сите инвестиции кои што Сем Бенкман-Фрид ги има направено, но проблемот што е? Оно што постојано ми кажува дека Аламида е наводно сосема одвоен субјект, овдека се коси со тоа што можеме да видиме уште самите први 20 да речем фирми во кои што инвестирале, се гледа дека инвестицијата не е дојдена од FTX, туку е дојдена од Alameda Research, гледате. Така да овдека уште толку се коси сето тоа дека они биле комплетно во кохезија кога станува збор за оваа превара која што ја правеле и сите оние средства кои што вие сте ги дале на FTX се инвестирани у безбројни компании. Значи ако трнам надолу, ако почнам да скролам, може да видите дека оваа листа има повеќе од неколку стотини субјекти кои што добиле пари како инвестиција од страна на Alameda Research и на FTX. Така да може да го најдете и вие ова, многу едноставно, само ќе ви го покажам насловот. Reveal the Alameda Venture Capital Portfolio. Пишете го и ќе го најдете исто да видите дека буквално со средствата на инвеститорите се финансирани компании, се правени еден куп работи, освен тоа што треба, односно да ги чуваат средствата во ваше име. Никола, сакаш да го превземеш скринот? Да, може сега да го пуштиме. Значи идам веднаш старт шеринг. Што да направи тоа? Да. Мислам дека е окей сега. Да. Значи го пуштам на кратко само да ви. Само момент, не те слушам. Ни ти, ниту се слуша звукот од видеото. Не се слуша? Не. Така да, знаеш каде? Само момент. Имаше опција. Може да ја најдеш, така? Да. Секунда, мислам дека се слуша. Да, нема проблем. Пушти и ќе видиме. Би требало да имаш опција. Гледам тука дека е приклучено се. Нема везе, еве, битно го гледаат видеото, значи еве да не го пуштам, да не одвлекувам време. Тоа е слободно, ако имаш нешто да пуштиш. Па нешто тука саундов имам проблем, небитно. Значи на Yahoo Finance, како што може да видите, тука кажува ководителкава дека бил донатор на еден втор по ред у историјата на Демократскава партија и има као една минута кратко интервју на Yahoo Finance, овако го пишат Sam Bankman-Fried backtracks on 1 billion political donation, ки ми скочи и ќе си го чујат видеото, кратко е. Дури јас сакав да го споделам и у група у Крипто Македонија, ќе го споделам сигурно. Значи, чисто само да пишат Sam Bankman-Fried или кратенката SBF Political Donations, ки ми скочат еден куп статии каде што јавно може да видат дека тоа е така. Значи, он донирал доминантно од Демократската, но исто така и други и републиканци поддржувал. Па прво имаш изјавено као ќе донирал не знам колку билиони, па се 1 билион, па се повлекол, па го одложил тоа и баб се деси FTX умеѓу време. Така да такви шеми манипулативни ќе прават нонстоп, тоа со графикот што го имаше покажано за тоа дека е нешто постојано.
И мене конкретно, ако ме прашуваш, јас мислам дека сега малку ќе успорат, ќе дозволат еден мал памп-тамп момент тука дека нова година, имаме па кинеска нова, па едно друго и после веднаш кога сите ќе мислат дека се уште ќе расте, они ќе го вратат комотно, мислам дека ќе направат и ново дно, као што викаш, значи таму некаде февруар плюс минус. Така да треба да бидеме опрезни, да кажам, внимателни да пратиме што се случува, дефинитивно, и понатака ќе навлеземе во моментот на самото скемирање, односно практицирање на превари у криптото. За почеток, мислам дека доволно кажавме за околу FTX, ако имаш нешто да додаеш слово. Да, би сакал да додам за Genesis, ако не е проблем, ако може да превзем скринот само за момент. Го гасам скринот сега. Нема проблем, фактички јас кога превземам, мислам дека кај тебе го само секунда да не овде беше. Добро. Значи вака сега. Да, значи сосема на место тоа што го кажа Никола, нормално. Со тоа што сакам само да додадам дека она што постојано се вели за оној contagion од FTX моментално е една од основните причини која што може да го доведе пазар до ново дно. Зошто го велам ова? Значи, ако се сеќавате, јас буквално ово што ви го покажам, на пример, за Black Swan евенти, тоа е нормална работа. Значи, гледајте го овде као овој чарт. Значи, ова не е прв пат, не е ни последен. Пред да продолжиме со крипто, сакам да навратам само уште еднаш назад дека Black Swan евенти не се исклучиво за крипто пазарите, туку се на сите традиционални пазари. Овдека е S&P 500 индексот, односно цената на S&P 500 се уствари 500 најдобри компании во Америка, каде што нивните вредноста на нивните харти од вредност е собрана и поделена по број на компании, на тој начин да добие ново индекс на кој што вие фактички може и да нели учествувате во тргувањето. Она што сакам да ви го покажам е дека било каков тип на случување, без разлика дали тоа е економско или пак геополитичко, како што е на пример SARS вирусот, нападите на 9 септември, извинете, на 11 септември, или пак на пример понатаму, гледате, значи имаме на пример гласањето за Брекзит, COVID-19, глобална финансиска криза во 2008, тоа се причини поради кои што може да се случи еден Black Swan евент кој што ќе го бутне не само традиционалните, туку и криптопазарите. Така да, многу добро кажува овдека кога станува збор за ваков тип на случаи. Односно short-term crisis, long-term opportunity. Така да, сите овие можни паѓања кои што ги гледаме моментално како Black Swan евенти, досега покажале дека се одлични моменти за купување. Значи, од Mt. Gox од 2014 преку Bitfinex сакот во 2017 година, па потоа и тоа извинете, 2015 година е тоа, потоа и после 2017 година булран од COVID-19 ситуацијата. Значи, сите овие моментално се покажале како одлични моменти за купување. Односно, не го гледате ова исклучиво како Black Swan евент, тоа одиме до нула. Значи, досега ништо не успеало да го донесе овој криптопазар, дури ни подолу од претходните, значи овој прв пат да се најдеме подолу од претходниот all-time high, а не па до нула, така да нели. И само да вратам уште еднаш за ова. Значи, проблемот во целата ситуација со FTX не е FTX, туку многу од оние партнери каде што имате буквално од една компанија предавање на фонд на средства во друга, па од таа во трета, па од таа во четврта, со тоа што било кој колапс на овој синџир на компании може да доведе до она што моментално го гледаме, односно BlockFi влезе во нели банкрот. Во оваа ситуација моментално се очекува истото и од Genesis или пак можеби и целата DCG, иако тоа е доста голема работа, но ова да ви го покажеме сосема ново од вчера на пример. Значи Бернстин е уствари оној кој што е така речено претседател на целата оваа групација, кој што ги содржи овие 5 големи компании, каде што и самиот вели дека за да успее да се зачува Grayscale и Genesis, истото ќе значи дека компанијата ќе мора да се преструктурира, односно да добие уште еден играч кој што би финансирал, затоа што моментално Genesis се наоѓа во 1 билион во загуба поради бенкранот. Така да ова е уште една шанса за потенцијален Black Swan евент. Затоа и она ако сеќавате постојано го кажувам, гледате постојано испаѓаат, но многу ограничени информации, станува збор за премногу голем играч на пазарот и како што може да видите, не може да се најдат толку едноставно информации, така да додека не видам дека Grayscale успеал да испадне од оваа криза, јас се уште не сум убеден дека успеавме да го направиме дното, иако техничката анализа покажува дека тоа е така. И сега како што кажа и нашиот говорник, можеме да се вратиме на криптоскемови,
тоа е вториот дел од нашиот разговор денес. Така да, ако сакаш може да те оставам да почнеш да ги, нели, чисто прилика, барем некој па јас ќе го опфатам после тоа слободно. Може, значи сега пак сакам да го споделам тука скринот на брзински ќе биде. Еве го, за почеток пред да преидеме во нелегалностите, односно преварите, измамите и така натаму, сакам чисто да дам тука као приказ, значи да си ја откуцаат странава, да ја проверат, чисто да знаат пред се во каков вид на маркет се наоѓаме. И тука конкретно биткоинот можат да го земат како урок, да кажам, како татко на криптовалутите. Страната се вика Buy Bitcoin Worldwide и тука има, значи јас ако почнам ова го скролам, ќе иде до недоглед. Значи толку многу информации има. Значи буквално информации може да најдете што никогаш не сте ги знаеле. Мислам дека и ти сам еднашка го имаше отворено, не еднашка, сигурно го имаше отворено сајтов, значи сакаше конкретно нешто да покажеш. Така да, еве тука може да видат се. Буквално еве во оваа интересен скрин колку има јузери, колку трейдери, односно трговци има на ниво на свет. Интересно како момент да го видат. И секако нивото на легалност по територија, односно каде биткоинот е legal tender, е ова на Википедија, нека пишат legality of cryptocurrency by country of territory. Значи јас Википедија избегавам, пошто тука луѓе внесуваат информации, но може да се најде добар контент. Ако провериш на Википедија, нема македонски револуционери, сите се бугарски, па иста ситуација и со тоа ми беше муавето, значи не се сите информации точни, но може да се најдат корисни информации и генерално ова е окей да се види каде е нели банувано, каде е contentious, каде е hostile, no data, каде е permissive и Америка секако е во permissive, полека и натаму ќе стигнат и до legal tender сигурно, бидејќи овдека има момент каде што значи commodity еве го, значи во US Treasury, значи во 2013 во Америка, ова го има испомнато, мислам дека токен падок ако не се лажам и е супер информација да се знае. Значи US Treasury го класифицирале биткоинот како конвертибилно дигитално средство, односно дигитална virtual валута. И тоа е од комисијата, нели? US Treasury и комисијата што е за Futures Trading и CFT-то фактички. CFTC. Значи е класифициран од нив подоцна 2 години, прво во 2013 Treasury, па овие во септември 2015 и фактички преку ARS-от е нели таксативен имот. Така да битни се овие информации да ги знаат, значи само уште ETF. Можам да додам само на ова, чисто да се не запомни. ETF-от само сакав да кажам дека извини, слободно. Тоа се верглаат сега, требаше веќе да биде нели ETF, го верглаат и тоа, но очекувам да се случи час поскоро да кажам, така да ќе видиме што ќе биде, дали прво ќе имаме као еден памп мал па дамп или дамп па памп. Значи не можеме да го погодиме тоа, сепак манипулативните играчи ќе си пичат што се вика по нивно, како ќе им текне така ќе прават. Поентата е ние да бидеме спремни, да не се изложуваме премногу на ризики, на флуктуации и да не ги чуваме јајцата во една како каже, во едно канче, така да битно е тоа, премногу битно, се слагам скроз и чисто овдека еве кога ќе пишат на Google types of scam, ќе им искочат сите видови на scam и тука као for most common scams, тука секако ќе го најдат за криптото, сега конкретно овде не го дава, но исто така како search е добро, значи crimes of persuasion, тоа е доста застапено во криптото, cryptojacking, исто така, нели со malware кога ти го конектираат компјутерот, па ти... Ама да ги објасниме една по една, пошто вака само по име, верувам дека нели не се доволно. Ако не ти проја, нели чисто една по една, ако почнеме ќе биде...
Па да, еве, ти препуштам сега, јас као увод ми беше ова пред се да го фатам од менталниот дел, така да го гасам. Ако ти имаш некој, да речем, соодветен пример или страна, превземи слободно, па јас што не е дополнително, нели ќе... Да, само момент. Значи, овде кај јас затоа и го најдов овој постер, е малку посликовите објаснет и доста интересен, значи затоа и сакам да го покажам. Значи, вака сега. Кога станува збор за криптоскемс, значи имаме прво различни групи на криптоскемс. Така, значи во однос на тоа како се прави тоа, дали е на пример што велиш сам malware, дали е да речем соодветна пример буквално ти праќаат мејл или нешто таму каде што те наведуваат фактички да влезеш во нешто, или пак е буквално самостојно, односно гледаш некаде реклама, а не знаеш во што финансираш, па го финансираш. Така да еве чисто да може да видите и сами, значи ние ќе ги објасниме една по една. Јас ќе почнам да ги објаснувам како има Никола, нели ќе ме дополнува нормално, со тоа што ова може да му се случи на секој. Значи прво да се разбереме. Крипто како категорија е многу нова. Така да сето ова што гледате моментално, затоа што е малку и пософистицирана технологија, многу поедноставно некој да излаже некого со оглед на фактот дека се уште не се знае доволно. И затоа кога велиме дека како и на Криптовалути Македонија, така и на мојот канал, основен начин за да се заштитите е едукација. А моментално едукација за ова нажалост нема, посебно за оние кои што имаат, да речем, јазична блокада и не знаат друг јазик. Така да затоа и се обидуваме, еве гледате, че ова е една од првите теми кои што јас и Никола ги работиме, затоа што е толку битна за да не се најдете себе си во ситуација каде што ќе изгубите се само заради тоа што не сте знаеле или никој не ви кажал или немало каде да најдете информации за тоа. Значи еве за почеток на пример, Fake Wallet и Fake ICO се основни работи и Fake Exchanges. Значи ова е буквално кога станува збор за сосема лажен проект. Значи Fake Wallet се буквално каде што вие барате сега не знаете на пример како да најдете wallet каде што ви можеле да префрлите собствени средства, ногете рандом нешто на интернет без да проверите, без да видите дали на пример има рецензии за walletот, дали некој знае можеби повеќе, значи има начини како да заштитите. Сега прво ќе објасниме каков тип на скемови постојат, а потоа ќе разговараме за како да заштитите. Значи Fake Wallet е многу нормално. Едноставно наоѓате некој wallet што никој не го тестирал, не проверувате ништо, праќате средства и едно време сваќате дека е буквално нечи wallet каде што веќе нема да ги видите вашите средства назад. Истото станува збор и за exchanges, каде што сега можам да врстам и FTX, мислам. Буквално ова е по дефиниција fake exchange. Зошто? Затоа што вие праќате средства на страна која што се представува како менувачница, како што е FTX, а уствари вашите средства буквално веќе се наоѓаат некаде на страна, значи некој ги земал, ги искоцкал или ги пратил во некој друг проект, а вие се уште ги гледате на скринот дека се таму, дека се на самата менувачница. Така да тоа е на некој начин по дефиниција што се случи со FTX, што можете да го видите со оваа ситуација. Комотно може да кажем. Извини брат, повеле уште еднаш? Питам Fake Exchange и Ponzi, две у едно. Баш така. Исто како и Fake ICO. ICO е Initial Coin Offering. Сега, Fake ICOs беа многу популарни од текот на 2017-2018, тоест 2016-2017, кога беше тој bull market, затоа што нема никаков правна регулатива со која што може да се регулираат едноставно овие собирање на пари, затоа што во тоа време имаше илјадници такви ICO, затоа што некои од нив успеа и по примерот на истите буквално почна да се јавуваат некои скем коини кои што некој само направил обична страна, знаете и сами дека блокчейн коин може, извинете, токен може да направите за 10 минути. Ако знаете што правите, буквално за 10 минути можеме сега да направиме Никола токен, да го направиме ERC20, да платиме некоја мала сума чисто за да ги изминтаме овие токени и после тоа да почнеме да ги продаваме, да ви кажеме Никола коин ќе биде лудила. Има да биде најдобриот токен што некогаш постоел во историјата на Македонија. И тоа е фактички ние ви нудиме производ кој што нема никакво покритие, вие плакате, мислејќи дека вие ќе бидете оние кои што први ќе окупат коина се уште не е испаднат менувачница затоа што тоа е ICO. Тоа е фактички ние ви нудиме коин или токен пред истиот да испадне менувачниците по намалена цена и вие фактички нели очекувате дека ќе испадне менувачница, вие ќе бидете директно профит. А обратно се случува, така да. Така и за тоа Fake ICOs. Извини. Не, ништо, викам, обратното се случува и го јаделе стапот после тоа. Ете така. И не цацко. И сега, тоа е на некој начин многу слично на Rug Pulls. Значи, зошто е тоа така?
Значи, Fake ICOs станува збор за проекти кои што никогаш нема ни да испаднат на берза, на некоја менувачница, додека Rug Pull се буквално обратно, односно вие имате тим кој што ги собира овие средства, да речеме испаѓа на менувачница, и после одредено време, затоа што имаат контрола над собствените новчаници, нели, во зависност од каков тип на блокчейн станува збор, ги повлекуваат сите тие средства, ги менуваат, да речем, во некој коин како Биткоин или Етериум, и тимот исчезнува со парите. Значи, тоа е на некој начин дефиниција на Rug Pull. Дефиниција, баш. Значи тоа се случува исто така многу често. Сега пак, значи она што каже и самиот за физинг, мислам дека сакаше да кажеш пример за физинг атак. За фишинг и за малвер, сакав да кажам. Слободно, кој? Значи, еве, тоа комотно може да се стави во social media scams, пошто таквите фишинг линкови дали стигаат, еве, и email scams гледам има тука, така да тие уедно идат, прават мејл, те спамаат на мејл, те спамаат на Телеграм, те спамаат секаде. Први ти пристапуваат секогаш, значи ако е легит проектот, никогаш нема први да ти пристапат, тоа мислам и сакаш да го потенцираш, така да треба да внимавате, да не ви е секаде паблик профилот, пошто ќе ви утепаат од спамање, поготоа ако влезете у некои групи, додатно тоа ќе го искусите. Јас конкретно лично се имам зафркнато, но за среќа не биле големи суми. Значи, они се толку софистицирани што ти ќе помислиш дека стварно е легит. Еве и тука го гледам и клон вебсайт имам. Значи, буквално ако си задреман, нешто ти стигнала нотификација, не си се фокусирал у моментот, изгубиш концентрација, толку ти отиде. Нема назад после. Значи, ова се негативните работи. Исто така гледам и cloud-based mining скемови има, значи премногу. Конкретно, значи се наоѓаат повеќе измамнички вакви бизниси отколку позитивни, и затоа мора да го земете ова во предвид дека има комплетно разновидни типови на скемови. Значи ова е толку софистицирано и они се толку обучени, дури вложуваат капитал за да го отпочнат ова и да преваруваат, да лажат луѓе. Значи тоа е така дегутантно, одвратно, тие се нелуѓе, гнаси, што комплетно го корумпираат цел маркет, што се вика. Значи, поготово со банкстериве додатно, тие се закатанчени исто тука оддавна и си прават како нати го дај ми го со луѓево, што се вика, само ви ги соберат, ги интересира вашиот волет и ништо друго. И затоа мора премногу да пазите. Еве конкретно вчера ми искочи така залежан за Амазон и отпосле видов уствари дека еден куп такви скемови имаше еден дечко постирано во коментари видео за Ripple и го отварам и читам у коментари тоа тие да ти платиле за ботови, па платиле милиони сабскрајбери да им имаат страните клонирани. Значи комплетно све софистицирано го направиле што ќе те намамат да помислиш дека е реално. И јас еве го постирав, отпосле гледам ле среќа пројде 15-20 минути и викам чекај да го избришам, ова е немогуче како може да те намамат. Значи страшно е и на најдобрите може да им се случи. Точно, и на тие што ги пратат работите, ако не проверат, секогаш може да се случи. Битно е да си брз, реактибилен и да ги пратиш одма, значи да провериш секој чекор што го правиш у криптото. И нормално е некогаш да сгрешиш, но затоа се тука овие графици како овој кај што се е објаснето конкретно, значи и генерално ако има некој мултилевел пирамида тука, ако тераат што викаш луѓе, ако влечат без тоа во Македонија е најстрашно. Значи ако мене ја прашуваш тоа во Македонија е катастрофално е. Тоа е кај нас мислам најзастапено. Значи ако нема продукт реален, те тера да ставаш во некои клаудови измислени, ете и cloud-based mining, они викаат имаат машини, имаат ова, имаат некој продукт, уствари ништо немаат, гледаат само да им ги депозитираш средствата и после тоа ги снемува после одредено време и губат на репутација. Луѓево ќе чуат на прва мисла дека е вистинито, но мислам дека реално спласна кај нас полека низ годиниве, пошто ги сватија луѓево какви преваранти се, значи алертични се. Пато ги оголеа луѓево дека да научат, тоа е проблемов, никако да научат. Буквално, јас мислам дека доста
опфати вака, може ако имаш да додаеш нешто слободно околу графикот. Вака, значи прво единствена работа што не спомнавме, значи ќе разговараме сега околу тоа како може да заштитите. Прво сакаме да ви покажеме што се може да најдете таму надвор. Значи pumps and dumps претежно ова е исто така еден од оние страшни. Ова е многу поврзано со мим коините. Така да, кога станува збор за Shiba, кога станува збор за Doge, кога станува збор за сите оние мали токени кои што буквално биле некој 5000-то место, наеднаш стигнале до 300-то место. Значи имајте го тоа во предвид. Затоа и кога ви велам посебно во bear market, значи финансирање во големи маркет капови, во проекти кои што се глобални, каде што може да видите кој е тимот, каде што може на милион места да проверите дека имаат официјални партнери, кој е нивниот roadmap, значи вие фактички она што јас и Никола постојано ви кажуваме, треба да си ја напишете сопствената домашна. Значи кога ќе седнете да си ја напишете домашната, затоа што вие ги давате вашите пари. Значи тоа се ваши пари што тешко сте ги сработиле. И ако ги дадете на првото место каде што ќе ви ги побараат, значи на некој начин вие сте криви. Иако тоа е голем проблем во целата криптосфера, тоа е реалноста. Значи вие сте криви затоа што вас никој не ве терал без да направите соодветно истражување, само да ги дадете парите затоа што некој ви препорачал или некој ви побарал или многу интересно изгледала, не знам, местото каде што да речам страната. Значи истото и со pumps and dumps. Гледате реклами на сите страни Shiba, Dogecoin, имала реклама на New York Times, значи на New York Square. Значи да се разбереме на работа. Таков тип на токени или коини кои што немаат реална вредност, значи ни вредноста им е само кога Илон Маск ќе твитне. Значи тоа е класичен пример. Или па на пример, имаше ситуација во кој што еден токен, значи го кажа тој претходниот пат, од вчерашните 300 милиони стасал до, не знам, 3 билиони. Значи, буквално огромен памп добива и сега ме прашуват дали да става. Значи, прво никогаш не се става на врв. Дури да имал памп некој коин, никогаш не се става кога тој е у масивен бул маркет, бул ран. Затоа што ти може да го купиш буквално на самиот врв и тоа што ти го купуваш буквално некој ти ги продава што е купил на самото дно. Така да никогаш не се купува после масивен памп. Да, се купува ако видиш дека има соодветна корекција, ако навистина е легитимен проектор. Но не се купува никогаш кога имате ваков тип на пампови, затоа што тоа е самата шема. Значи ви имате памп по кој што фактички тој што ќе го предизвика пампот, само ќе ви ги продаде неговите токени или коини и вие влегувате во дампот. Односно он си го направил профитот, вие сега мислите му што ќе правите со коините и токените што сте ги купиле. Така да секогаш имате во предвид дека мим коините се главната мета на pump and dump шеми. Така да тоа е многу страшно исто така. И сега генерално уште еднаш, значи пред да продолжиме на тоа како да се заштитите. Исто така, гледање на YouTube, гледање на страни. Сите оние giveaways, прати 10 ќе ти пратиме 100. Значи такво нешто не постои. Никој не дава ништо бесплатно. Значи како што велат, не постои бесплатна вечера. Значи не постои. Да. Она некое видео од Илон Маск како зборува и ако пратиш не знам колку етериуми, па он ќе ти врати или Виталик Бутерин или кој да е, значи ништо такво не се верува. И само да се надополнам на оно што го спомна Никола, кога ви доаѓаат пораки, мејлови. Значи прво и основно што треба да направите, никогаш не одете на линковите на пораките или мејловите. Туку ако имате Binance или стасал, например, да речеме од Binance порака во која што ви вели бргу сменете го пасвордот затоа што не знам што се случило. Значи, ако сакате да проверите дали тоа вистинито не се прави преку пораката што ви ја пратиле, туку ќе отидете на вашиот Binance профил, преку вашиот браузер, ќе си влезете преку ваш аксес, значи зборуваме отвараш, не знам, Google Chrome или Opera што имате и отвараш Binance официјална страна, а не преку пораката што ви ја праќаат. Истото важи за се што ќе ви стаса од истиот тип. Значи тоа се оние малвери кои што ви ги праќаат на начин каде што он ти вели смени го пасвордот, а ти уствари му кажуваш кој ти е пасвордот на твојот профил. Значи многу едноставен е схемот, ама ти мислиш дека е официјално затоа што пораката на вистина изгледа како да е Binance или изгледа како да е не знам што и да имате, каде и да имате направено профил. Така да секогаш проверувајте на официјалното место каде што уствари ви вели дека нешто се случило. Ако имате апликација на мобилен, отворете апликацијата. Никогаш не одете преку линковите кои што ви се пратени, затоа што на тој начин фактички они или ќе ви стават троенес, па ќе ви дознаат се што имате од пасворди од чуда, или пак вие едноставно ќе им го дадете самиот пасворд или да речам ки, односно ако имате wallet или што и да е. Што во денешно време се може да побараат. Така да секогаш проверувајте на официјалната страна апликација што имате
за тоа дали нешто навистина се случило, на тој начин најлесно ќе видите дали ова е што вели Стив фишинг атак или не е. Сега околу значи црвени знамења, ако не ти проблем ти почна само малку, ти ќе ме надополниш, нормално. Никола. Мислам дека го изгубивме Никола на момент, само да провериме. За жал, мислам дека Никола ни отпадна, сега ќе видим, мислам дека ќе се врати во емисијата, само дајте ни некоја минутка. Ево Никола. Добро, значи во програма си преку телефон, поели? Немаш проблем. Дајте го заврши. Мали технички проблеми, јас се извинувам, но имам проблем со врската, така да сега сме повторно онлайн, само да завршиме со овој дел, затоа што нели во најбитниот дел не завршиме, затоа што замислите ви кажеме кои се скемовите, а не ви кажеме како да се заштитите, така да сега ќе поразговараме околу тој дел. Односно, прво, најбитниот дел од заштитата е кога и самите сте свесни за тоа дека нешто представува одредена негативна појава, без разлика дали е тоа malware, дали е некој што користи различен тип на скемови од типот на нели фишинг атак и слично. Така да прво што мора да направите е значи да видите кој од овие црвени знамења фактички се појавува кога правите истражување за проектот, затоа што истражување за проектот е најбитниот момент што мора да го направите со цел да се заштитите. Прво, значи кога некој ви ветува дека ќе добиете, не знам, 10.000 X. Значи ако внесете $1,000 ќе добиете 2 милиона. Значи тоа е прва и основна работа. Никој не го ветува тоа. Значи никој не ветува заработка, останува на вас да одлучите дали сакате да превземете ризик или не. Второ, значи она што го кажа Никола, значи користење на таков тип на шеми од ако внесете уште 10 луѓе, па они ќе бидат под вас, па они ќе внесат уште не знам колку. Значи таков тип на пирамидални шеми по автоматизам се знае дека станува збор за нешто што нема никаков продукт, туку вие сте продуктот. И потоа, најбитната работа од сите овие можеби, ако некој ве праша за приватни клучеви, односно ако ве праша за онаа фраза која што имате, со која што влегувате во вашиот приватен wallet, никој никогаш нема да ве праша ако не е некој нелегален актер во ситуацијава, значи само оние кои што сакаат да ви наштетат може да ве прашаат за private keys. Не верувајте на пораки од типот Binance ви го бара клучот затоа што не знам како, значи ништо такво. Секој што ви го бара клучот ви го бара со цел да ви влезе у wallet и да ви го испразни. Крај на муавето. Мора да проверите нормално и на интернет. Значи, затоа и постои во денешно време на секој му е достапна информација. Влезете, значи пример, ако станува збор за токен, ако станува збор за менувачница, што не ви е позната, проверете на интернет. Значи пишете на Google, видете на различни страни дали има некој вести за нив, дали некој нешто кажал, проверете дали луѓе оставиле ревјуз под било каков тип на, да речем, ситуација, дали е тоа менувачница токен или што и да е. Така да секогаш проверете дали некој веќе претходно има информации за нив. И последно, значи една од најбитните работи е да видите кој стои позади овој проект. Значи позади нелегален проект никогаш нема да најдете официјални имиња. Значи кога гледате дека нема, кога тимот е анонимен, кога не може да видите кој е да речем CEO, кој е било каков тип на оние соодветни офицери кои што имаат клучни улоги во самиот проект, тоа значи дека автоматски станува збор за лажен проект или проект кој што е овдека да ги земе пари. Значи тоа е основната работа. Никој проект кој што е нелегален нема да има официјални луѓе кои што може да ги проверите и да видите дека навистина постојат. Затоа што ако вие сте ставиле самите себе си на лажен проект, тогаш сте или екстремно глуп, или пак тој проект не почнал да биде лажен, туку тоа се случило понатаму. Така да имате го тоа предвид, тоа е најбитните црвени знамења кои што може да се случат, да ги најдете и да знаете дека некој одреден проект, кој менувачница што и да е или нелегален, или пак е, нели, во случајов направен буквално со цел да ви ги земе парите. Одлично. Никола, сакаш да додадеш нешто? Да, на брзинка само ова. Сакам да кажам дека сликава е гениална, она баш сака да ви каже у суштина дека сите овие работи се поврзани. Стојат манипулатори позади, преваранти, што на секаков начин ќе пробат да ви измамат, како што реков, фокус им се само вашите средства и да ги добијат кај нив или да ви ги украдат од wallet. Значи, и исто кога сме околу заштитата,
истите зборови ги употребуваат. Значи, тоа што ви го пратиле на мејл или као порака, чисто ако го куцате на Google, веднаш ќе ви искочи crime of persuasion фрази што ги користат. Значи од типот не знам, јас сум милионер, од Арабија сум, од Саудиска Арабија или нешто, внук сум на овој, па со Бајден поврзан, па не знам што. Значи има еден куп такви исти зборови што масивно ги праќаат на мејлови што веќе ги добиле како достапни и сите тие ствари се поврзани, значи фишингот е презастапен. И тоа што спомнав, значи самиот малвер фактички е криптоджекинг. Они антивирусот го детектира како малвер, а у суштина работи програма у позадина и ви копа со процесорот на компјутерот. Значи исто и тоа е многу застапено. Мора да се пазат овие работи. Еве конкретно би сакал тука само пред да преидеме, мислам веќе и преидовме во начинот на тоа како да се заштитиме, па еве да покажам на брзинка. Значи овдека има една страна Have I been pwned, се вика. И сега кога ќе отвориш страната, значи ја отвараш странава. Само секунда, не сум сигурен дека ти е шернат скринот, само момент. Мислам дека се гледам јас, само момент, да видам дали е тоа кај мене или... Јас го имам тука, ми вика дека е sharing. Добро, ако е sharing, слободно, да, сподели. Значи, haveibeenpwned.com со W и тука, значи, кога ќе внесете вашата имейл адреса, ќе ви каже дали имате дата брич на имейл или на телефон. Значи, овдека се внесува имейл или телефон. Еве, јас ќе внесам чисто за приказ, ќе внесам мојот приватен мейл, на Gmail. И сега кога ќе кликнам на ваквото, ми вика, примерно овој ми е постар мейл, имам 2 дата брич на овој мейл. Тоа значи дека некаде ми е јавно достапен мејлот. И сега ако отидам надоле да проверам, има исто од истава страна, има овдека за пасворд. Кога ќе кликнеш во пасворд, тука ако го внесеш твојот пасворд, ќе ти покаже, еве пример, сега ќе внесам пасвордот. Сега ги учевме пасвордот за него внесува. Еве ти го, значи нема паунич, значи мора да си ги проверувате овие работи. Значи еве ќе пишам и уште еден пасворд чисто да видиме дали ќе отвори. Нема. Значи еве, тука ќе си ги проверувате овие работи, мејлови ова. Ако има дата брич и не е толку страшно, значи дата брич со не со Дж, туку со Ч. Така да не е страшно, се дур некој не ви влегол во акаунтот. Ако имате two-factor authentication, ако имате нели secondary mail, такви работи, додатни заштити, исто важи и за ексченџите и за мејловите, за social media профили, за се буквално. Значи ако ги имате тие работи, ќе проверите тука и ќе се уверите дали имате проблем или не. Ево тука со криптоджекингот дека уствари third party ти влага и има чиста дефиниција што точно значи тоа и за crimes of persuasion и тоа е поврзано, значи криптоджекингот со малверот и со ransomwareот и со фишингот и се тоа. Така да мислам дека ова ако го направите окей. Значи дефинитивно, еве го стопнувам сега скринот, дефинитивно ако имате two-factor authentication и такви некои додатни безбедносни чекори, може да спиете мирно. Исто и Google Authentication, оно што практично ти праќа фактички non-stop кодови. Да. На тоа мислам. Значи, ако можете да го инсталирате, тоа е една од најдобрите работи кои што, значи, Authenticator се вика. Значи, ако отидете на Google, на Play Store без разлика што имате, само најдете Google Authenticator, фактички тоа ви дава можност да едноставно во секој 6 секунди ви дава нов код за оние платформи каде што имате внесено да ви биде заштитен преку нив. Во превод може тоа да биде Binance логирање, да биде дури Facebook, не знам што и да е. Било кој од платформите, значи го имате аутентикаторот поврзан фактички на самата платформа, многу едноставно, само следете ги инструкции да ги ви кажу како да го направите тоа и на секој 60 секунди има нов код, автоматски не е возможно некој да влезе на вашиот профил
а освен ако го нема самиот уред каде што го имате аутентикатора за да го види кодот у тие 6 секунди дека тој код е активен. Тоа е исто така многу добар начин за заштита. Значи тоа е многу добар начин, имаат и од Microsoft аутентикатор, значи сите тие аутентикатори што се валидни, може да ги користите, тоа е тој момент и исто така со SMS и тоа е на бројчето што го користите, значи што е можно повеќе методи, тоа подобро за вашиот акаунт. Така да битно е ова, најчесто кога правиме профили и акаунт ги занемаруваме овие работи, а се многу важни во самиот дел на privacy и security, може да ги најдете кога ќе кликнете на самиот акаунт, каде и да е тоа, дали е профил, дали е акаунт, небитно, значи мора да го направите, овој чекор е must, што се вика, мора да го имате. Точно, значи без да се заштитите, да ставите средства на одреден профил е крајно неодговорно. Значи прво ги преземате сите чекори на заштита и од кога сте сигурни дека се направени сите чекори, дури тогаш ги внесувате вашите средства на што и да е, без разлика дали е именувачица, дали е wallet, дали што и да е, не е битно. Така да сосема на место тоа што го каже и Никола, ја мислам дека генерално прилика покривме се во генералното познавање на она што може да ви се случи. Видите, секогаш постои нешто ново. Како што каже и Никола, че овие луѓе тоа им е работа. Они цел ден мислат како да најдат ново нешто со кое што ќе можат да ви ги земат вашите средства. Така да, исто и вие мора да се припремите за ова, значи да се едуцирате соодветно и како што кажа и Никола и јас, превземете ги сите чекори за да се осигурате, значи дали е тоа како што кажа он аутентикатор, дали е секондари мејл, број на кој што ќе ви пристига SMS, без разлика што и да е, направете се што е потребно заедно со едукација, за да знаете каков тип на малвер може да дојде, каков тип на измами постојат таму надвор. Сето тоа е едукација еден вид со која што вие се заштитувате себе си и вашиот капитал. Че тоа е поентата на нашиот канал, тоа е поентата и на самата група CryptoValuti Македонија, да ве научиме едноставно постепено да дојдете до степен да бидете сигурни во она што може да го правите со вашите финансии и со работење со вашиот капитал. Значи затоа не ви се потребни банки. Вие може сами да бидете задолжени за сигурноста на вашиот капитал, но мора да бидете исклучиво безбедни и едуцирани за тоа. Супер, мислам дека покривме генерално она што сакавме да им го кажеме. Ако нешто сме испуштиле, ќе го надополниме во понатамошните подкасти. Ќе гледаме, ако зачестиме ова, се надевам што е можно по-одговорно, кога станува збор за... Значи ќе биде најавено се тоа, некогаш ако не стигнеме ќе знаете навремено, така да јас еве да се извинам што не стигнав неделава, имав толку многу обврски со третава смена е катастрофа, кој работел знае, така да мора да се подобруваме и им препорачувам нели да си ги преземат што е можно побрзо овие чекори, да не чекаате и утре и не знам кога, значи сега одма, уште вчера требале да го направат тоа, воопшто да можат што сикам мирно да спијат, да не се замараат, така само ќе бидат сигурни дека се направиот пат, а кога станува збор за информираноста, ќе бидеме секогаш тука да ги пренесеме новостите и актуелните ствари што се случуваат поврзано со криптопазарот. Така да јас мислам дека генерално покрив она што имав зацртано да го кажам. Исто мислам дека само чисто за крај се сетив околу она proof of reserve за exchange-ите, ти го напоменуваш тоа е исто многу битно. Значи мој совет исто да видите што станува збор, да. Тоа е битно да бидат присутни на такви exchange-и каде што имаат proof of reserves. Фино лепо го објасни ти тоа на CoinMarketCap како може да го видат. Еве сега има приказ, може и во моментов да го видите тоа. Така да гледајте да се држите до ваквите exchange-и каде што јавно ги објавиле своите волети. Има многу fake exchange-и, они се фактички нерегулирани, значи се присутни на пазарот, се тргува, има корисници све тоа, но немаат никаков proof of reserve и најчесто не бараат никаков KYC, односно верификација да направите претходно, зашто не ги интересира дали сте бот или сте реална личност.
туку само ги интересира да направат некој pump and dump шеми, обично има премногу коини излистано, од кои повеќето се неприсутни на пазарот реално, туку ги направиле чисто да направат рак пул, кој што спомна Преска, така да битни се овие работи околу екшенџите конкретно. Гледајте да се држите, еве ги тука у топ 6 може да видиме веќе 5 имаат Proof of Reserve. Така да држете се до овие, избегавајте ги тие дуплирани копии од ексченџи на вистински бизниси, односно на вистински ексченџи, и држете се на страна, еве кога ќе скролнете надоле, ќе може да видите колку многу ексченџи има, што тие најчесто што не се у топ 50, се таков тип на ексченџ таму од 50 па нагоре, ќе видите и повеќе коини имаат листнато, што се повеќето фейк, само прават pump and dump шеми и тоа е тоа. Значи, понастрана од ваквите проекти, јас конкретно имам искуство доста со вакви работи, сум ги детектирал што се вика, дури како што реков и Преска, си имам и зафркнато, среќа биле помали суми, па не можам да ги прежалам парите, но откако ќе ти се случи веќе да назад нема. Затоа е битно, и го кажувам и го пренесувам ова, за не ви се случи па после оплеле мајко па што ќе правам па вака така, најбитно е у старт, кога влагате, го направите све ова, тоа е тоа, после нема никаков проблем. Одлично кажано, само за крај, уште еднаш, значи за оние кои што не ги гледаат моите видеа, можеби, значи на кој market cap доколку отидете во exchanges и spot, овдека може да ги најдете сите најголеми нормално, поред, наредени, со тоа што сите кои што ви имаат овој символ, фактички имаат дадено Proof of Reserve, и ако кликнете на самиот ќе ви даде кој е портфолиото на таа менувачица заедно со официјалните wallet. Така да вие може да го проверите ова и сами. Например, ако е например на Binance, тогаш имате соодветен скен програм на Binance, како што е например ETH-Scan на самиот Ethereum, го копирате wallet, го ставате таму и гледате дали навистина оваа вредност е на самиот wallet, значи тоа е најдоброто, што може сами да проверите. Немате потреба, например, кој market cap да го прави ова за вас, но е добро место каде што може да ги видите сите оние менувачици кои што дале Proof of Reserve. Сега, за крај само, значи, затоа што ја мислам дека стварно навистина покривме се, овдека сме да одговориме на било кои дополнителни прашања, само сакам да ја официјализирам оваа соработка, значи како што може видите и сами, оваа соработка е помеѓу нашиот канал и самата Криптовалути Македонија како група во Македонија, како најголема група, со цел да направиме една соработка и да видиме, нели, повеќе мислења во однос на различни теми, зашто од сега па натаму нормално ќе гледаме да ве прашуваме и вас, што уствари вие би сакале да слушнете. Ова беше една од оние генерални теми кои што секогаш е потребна и битна, па затоа и сакавме да ја покриеме, со цел, нели, од сега па натаму ќе правиме, да речем, пол, кој ќе имаме оприлика план да се сретнеме повторно, и на овој пол ќе може сами да дадете теми за кои што ви можете да разговараме или ќе најдеме некои актуелни теми кои што се битни во моментот, така да нашиот подкаст Криптомуавети, така се договоривме да биде од сега па натаму. Јас и Никола ќе бидеме тука, нели, ќе бидеме можеби понатаму ќе се приклучи уште некој од самата група, но сега за сега ќе гледаме да го одржуваме како таков и активен, кога можеме и двајцата со оглед на фактот дека има кариери, така да ќе ве замолам нема да бидете, нели, лути, се случува, едноставно двајцата имаме обврски, ќе се обидеме што можеме повеќе, но тоа е реалноста, знаете и сами. Така да му благодарам уште еднаш на Никола, ова беше многу добар придонес за самата информација и самите едукациони, да речам, способности кои што може да ги стекнете на кога ќе се најдете во крипто секторот, кои што, нели, ги добивате од наша страна, така да се надевам го цените ова како наш труд и нормално гледате и ни понатаму. Јас и Никола ќе гледаме да се работуваме што можеме повеќе. Така да ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав, секој е добро.